Почитувани медиуми, најнапред во името на Стопанската комора на Северна Македонија да ви се заблагодарам за вашето учество. Секако да се заблагодарам на учеството на господинот Армен Григоријан, постојан представник на UNDP во нашата земја. И секако на оваа пресконференција да го најавам новиот циклус на настани, односно пресконференции кои што вон секојдневните активности кои што ги имаат здруженијата и комуникацијата и со вас медиумите, меѓутоа и со организациите други во земјата и во странство. Од неодамна во Стопанската комора на Северна Македонија се формираше посебна единица кабинет на комората, каде што советници заангажирани во одредени области во следниот период ќе ги презентираат врвните коморски приоритети. Затоа денес почнуваме со коморскиот приоритет инфраструктура и го отвараме тој циклус на нови пресконференции, одделни од здруженијата и се она што се случува во комората. Пред да почнам со мојата презентација, сакам да погледнете едноминутно видео. Потребно е зголемување на нивото на инвестиции во инфраструктура во нашата земја. Од друга страна, знаеме дека имаме рурални средини во нашата држава кои што се без основни животни услови, без системи за снабдување со вода, фекални и атмосферски канализации. Исто така, голем дел од патиштата се опасни и небезбедни, а со огромно задоцнување се градат делниците, што впрочем и дел од проектите за кои што и подоцна ќе зборуваме, а не се реализирани, ги видовте и во видеото. Затоа потребен е фокус на изградба на инфраструктура, што ќе значи иднина за македонската економија, а ќе се стопираат, односно нема да се одобруваат инвестиции во непродуктивни проекти. Исто така бараме, односно потребно е владата и сите останати институции одлуките да ги носат, посебно и одлуките за инфраструктурните проекти за што денеска говориме, да ги носат транспарентно и низ консултации со сите релевантни стейкхолдери. Што е потребно? Оваа пресконференција ја замисливме да ги презентираме клучните 3 точки што Стопанската комора ги бара, односно сака да ги адресира, односно потребна е реализација на капиталните инвестиции. Бараме да се одговорност за доцнење, односно ненавремена реализација на инфраструктурните проекти и секако децентрализација за рамномерен развој. Ќе ги апострофираме 3 точки со тоа што сакам да напоменам дека посебно за 3-та точка своје обраќање ќе има господинот Армен, бидејќи UNDP во изминатиот период е активен и работи конкретно на проект за децентрализација од централната на локалните власти и може да ги адресира и клучните заклучоци за подобрување, односно за окружување на целиот овој процес. Кога говориме дека се потребни капитални инвестиции, односно говориме и мислиме дека е потребно да се изгради квалитетна, сигурна, одржлива и отпорна инфраструктура, вклучително и регионална и прекугранична, и до 2030 година да се подобри целата инфраструктура, да се осовременат индустриите, се со цел истите да станат одржливи преку зголемена ефикасност во користењето на ресурсите и поголемо прифаќање на чисти еколошки технологии и индустријски процеси. И ова секако не само за нас, истото се однесува и на сите останати земји од Западен Балкан, се со цел подобра мобилност, подобра конкурентност, движење и поголема соработка меѓу сите земји. Преку амбициозна инвестициска агенда во инфраструктурата, зелената транзиција и дигитализацијата, во земјава и во регионот, на среден рок може да се постигнат стапки на раст на економијата од 5% и повеќе и истите, што е многу важно, да бидат одржливи. Вложувањата во инфраструктурата придонесуваат за економски раст, а економскиот раст го поттикнува развојот на уште подобра инфраструктура. Тука е нотирано и загадувањето на воздухот.
како клучен предизвик со кој се соочува и нашата држава, а дел е предизвикан и од лошата енергетска ефикасност и лошата патна инфраструктура. Сигурна енергетска иднина може да се обезбеди само преку инвестиции во енергетската структура, односно инфраструктура, но и креирање на модели и свесност за поголема енергетска ефикасност кај сите, кај компаниите, кај потрошувачите и кај физички и правни лица. А подоброто поврзување на регионот и дигитализацијата ќе придонесат за развој на сите економии во регионот и тоа е, како што напоменав, вистински начин за поголема конкурентност во регионот и поголема привлечност за инвеститорите. И сега кога говориме за капиталните инвестиции, го поставуваме прашањето колку имаме реализација на капиталните инвестиции. Ако се погледнат бројките, ќе се каже во ред, може би се остварени 90% од планираните проекти и она што значи за нас како стопанство ќе кажеме дека не сме задоволни од тоа, бидејќи нема завршница, односно нема реализација на она што е зацртано за одреден временски период. Затоа цениме дека стопанството би бележело подобри резултати ако реализацијата и динамиката на инфраструктурните проекти се финализира пред се во зацртаните временски рамки. Со ова сакаме да ја мотивираме владата да стави поголем фокус на инфраструктурата на сите нивоа. И впрочем и она што го погледнавме во видеото, јас ќе напоменам и некои проекти кои што долги години, вие добро знаете, стојат нереализирани, но треба да се напоменат, за кои стопанството чека завршница. Тоа е железничката пруга кон Бугарија, експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, автопатот Кичево-Охрид, експресниот пат Градско-Прилеп, железничката пруга од Битола до Кременица, која што ја видовте во видеото, која што пред еден месец се објави од страна на државата дека е завршена, но за жал не се само овие проекти. Има уште многу кои што го заживуваат и градежништвото, но и многу други пропратни гранки во државата и влијаат на зголемувањето на бруто домашниот производ. Кога зборуваме за реализацијата на капиталните инвестиции, кога ги кажуваме забелешките и незадоволството дека стопанството сака брза, ефикасна и во одреден временски период, кој што е одреден сепак во одредена стратегија, тоа не го кажуваме само ние, туку го кажуваат и странските институции, односно забележливо и во последниот извештај на Европската комисија дека се вели патниот коридор 10 е функционален, но работите долж коридорот 10Д, огранокот, остануваат одложени. Изградбата на железничкиот коридор 8 кон Бугарија се соочува со значителни одложувања, со што изборот на подизведувачи за првата и втората фаза се уште не е финализиран и постапката за набавка на трета фаза предизвикува значително одложување и предпоставува грижа за финансиерите од Европска унија. Забавната динамика предупредува и државната ревизија. Од последните анализи што ние ги видовме, во делот на бавна динамика на реализација се наведени следните слабости: покренување на постапка за меѓународна арбитража, раскинување на договори со изведувачи од различни причини, технички решенија, проблеми во технички решенија како дел од проектна документација, административни пречки за започнување на експроприација, комплексна правна рамка со повеќе вклучени институции за утврдување на надоместна експроприација и слично. Секако дека сите овие нотирани забелешки треба да се исправат и треба да се собере и храброст, но и заеднички да се настапи пред приоритетите и пред важноста за економски раст на економијата, а тоа е исполнување на инфраструктурните проекти, бидејќи добар план за државна инфраструктура и реализација на истиот и во најкраток рок значи и многу поголемо доближување на нашата земја во рамките на Европската унија. Ние пред неколку месеци побаравме и одговорност за доцнење на инфраструктурни проекти и затоа уште еднаш ќе потенцираме дека бараме да се поднесе одговорност за доцнење, односно нереализација на проектите кои што се клучни за македонската економија, бидејќи стопанството премногу долго чека на нивна целосна завршница.
И секако дека е потребна силна координација помеѓу сите институции, но и помеѓу образовните и државни институции за навремена и квалитетна реализација на сите капитални проекти. И ова сево што го говориме за реализација на капитални инвестиции не се однесува само за домашните компании, секако говориме во име на сите компании кои што се и под капата на комората, тука се и странските компании кои што крајот на минатата година направија и една анкета, посебно во делот на анкетата за инфраструктурните проекти и незадоволството. Од сите анкетирани 65% беа незадоволни, односно како најголеми клучни три предизвици ги наведоа обезбедувањето на канализација и одведување на атмосферски води, пристапен пат и приклучок на вода. Значи, во некои од извештаите ќе видите дека основни елементарни системски решенија фалат во одредени индустријски зони во државата. Преминуваме кон точката која што се кажува дека е исто така многу важна и да биде во склоп со сето она претходно кажано, односно дека е потребно да има децентрализација за рамномерен развој. И јас овде нема многу да се задржувам, бидејќи како што кажав господинот Армен ќе даде поенти и од проектот, но само ќе кажам дека за стопанството да биде уште поуспешно и за стопанството да има исполнување на сите обврски должничко-доверителски, меѓутоа и поголема активност на општините, потребна е децентрализација на власта, пренесување од централна на локални власти целиот тој процес, односно фискална децентрализација, територијална и секако јакнење на капацитетите на општините. А зошто е за нас тоа важно, бидејќи секако ќе се овозможи подобрување на инфраструктурата и условите во сите индустријски зони за компаниите, но од друга страна и општините ќе обезбедат финансиска стабилност, која што е многу значајна и која што е многу битна за навремено и во целост исполнување и извршување на обврските кон приватниот сектор. Што треба да направи државата? Државата секако покажа дека и во услови на енергетска криза може да се справи со одредени предизвици и тоа и го покажа со енергетската криза и навистина се справи, можеби акутно се решаваа проблемите, не системски, меѓутоа треба да се признае дека се справи државата, но не треба да чекаме и да превземаме акутни чекори и адхок, туку треба да се оди кон системски и долгорочни решенија прифатени од сите. Ние се во ова што го кажавме и се во ова што го нотиравме, ќе го адресираме и во следниот период и ќе бараме реализација, односно ќе бараме временско исполнување како е зацртено, но и ќе притискаме во нашата агенда визави нашите приоритети, што е она што е потребно, а сепак заостанува, односно не се исполнува согласно динамиката која што е предвидена. Предлагаме, односно се нудиме, бидејќи цениме дека имаме капацитет и можност да подготвиме и анализи во целосно детектирање на сите проблеми кои што компаниите ги имаат во индустријските зони, се со цел да се подготви една државна стратегија, меѓутоа која што ќе биде прифатена од сите. Ќе биде прифатена од сите политички чинители и други чинители кои што се креатори на една ваква клучна стратегија, сега кога говориме за инфраструктурата. Значи, комплетно во делот на патната инфраструктура, во делот на железничката инфраструктура, електричната, гасификација, мрежа и секако се она што е содржајно во инфраструктурата. Само да го погледнеме примерот на Полска. Тука сакам да го споделам со вас. Имаат зацртано пред влезот во Европска Унија дека за добра инфраструктура како цврста основа за економски развој, клучно за влезот во Европска Унија е потребно да направат стратегија. Се договараат да во таа стратегија вклучат три клучни точки, наведени се изградба на мрежа од магистрална, регионална, локална патна инфраструктура за внатрешно и надворешно поврзување, изградба и осовременување на железничката инфраструктура, како и осовременување на постоечката електрична мрежа, како изградба на нови извори на енергија, се со цел стабилност, меѓутоа и помала секако зависност од другите земји. Стратегијата се договориле дека ќе ја направат за 10 години.
Меѓутоа, истата била поддржана од сите политички партии и други чинители во земјата и успеале да ја спроведат во рок од 5 години, пошто следи период на наплив на инвестиции, раст на економијата и секако за кратко време влегување во Европската Унија, што голем дел од заслугите за влезот во Европска Унија се препишува токму на оваа стратегија. Затоа, само на крај ќе завршам и пред да му дадам збор на господинот Армен, ќе кажам, можеме да ја ископираме оваа стратегија, потребен е среден рок, каде што ќе има консензус од сите чинители, потребна е навремена реализација и на вистина сконцентрирање на клучните проекти како што е инфраструктурата со цел зголемување и раст на економијата, одржливост, конкурентност на компаниите и секако намалување на сиромаштијата, меѓутоа и подобра економија за сите. Ви благодарам, тука ќе завршам, а сега му давам збор на господинот Армен, а потоа секако следи и сесијата за прашања. Повелете, господин Армен. Ви благодарам многу. Почитувана Георгиева Јовевска, ви благодарам за поканата да ги споделам моите забелешки за процесот на децентрализација и локален развој во Северна Македонија. Ова е еден од приоритетите на UNDP во оваа земја и ние работиме на децентрализацијата во Северна Македонија скоро 2 децении. Така што не сме нови во овој пазар. Пред да го споделам нашето искуство со децентрализацијата и локалниот развој, би сакал исто така да понудам размислување околу она што го спомна Георгија Јовевска околу инфраструктурата. Едно од нештата се дека глобалните анализи покажале дека потребна е одржлива инфраструктура, нешто кое се враќа 4-кратно во кризни времења. Анализите покажаа дека колку по-отпорна инфраструктурата, толку поголеми придобивки може да понуди. Исто така би сакал да јас споменам за глобалната иницијатива за заштита на инфраструктурата под капата на Обединетите нации, представува едно јавно-приватно партнерство, каде што се вклучени националните влади и агенциите. Има финансиски механизам заедно со приватниот сектор за да се потržат земите, за да изградат отпорност на климатските промени и отпорна инфраструктура. Имајте го ова предвид кога зборуваме за инфраструктурните проекти. Сметам дека скорешните несрекни настани во Сирија и во Турција покажа колку е важно да се има отпорна инфраструктура, што е отпорна на надворешни шокови. Дозволете сега да се навратам на децентрализацијата. Постигнување децентрализација и балансиран регионален развој е мощно и важно, но во исто време е голем предизвик. Имајќи ги предвид регионалните искуства во ова поле, силно препорачувам дека децентрализацијата треба да е еден од клучните реформски процеси во земјата, затоа што е од суштинска важност од многу аспекти на развојот на земјата. Исто така може да има значително влијание за да се создадат подобри услуги во сите градови. Меѓутоа, мора да имаме предвид дека процесот е комплексен и сензитивен, а неговото успешно спроведување бара сеопфатен пристап од сите засегнати страни, вклучувајќи владата, локалните власти, граѓанското општество, академската заедница и меѓународните организации и се разбира самите граѓани. Би сакал да споделам анализа со вас која се спроведе во 2022 за да се поддржи оваа теза. Минатата година решивме да спроведиме проценка на влијанието на кризата во Украина врз
локалните самоуправи во Македонија. Сакавме да научиме колку сериозен е ударот од мултидимензионалната криза врз локалните самоуправи. За да го спроведеме ова истражување, се здруживме со двајца професори, универзитетски професори, за да научиме повеќе за ситуацијата и за предизвиците кои ни предстојат. Клучните заклучоци од проценката покажаат дека мултидимензионалната криза во 2022 не беше позитивна средина за локалните самоуправи. Тие се соочија со сериозен развој на настани и ова секако се работи за една криза која е напластена од повеќе кризи и ги засегна локалните самоуправи на различни начини. Ке потенцирам дека 72 од испитаните самоуправи, локални самоуправи навеле дека украинската криза имала влијание врз нормалното функционирање на општините. Тоа доведе повисоки цени на храна, на електрична енергија и имаше директно влијание врз финансиската позиција и одржливост на обезбедувањето услуги од страна на општините. Едно од најсилните влијанија од мултикризата, кое лани го забележавме, но и кое и се уште и постои и ова година, се намалувањето на локалните инвестиции. 62 општини забележале помали инвестиции лани во споредба со претходните години. Исто така, традиционално, разговаравме со граѓани, со нивното задоволство од локалните, од општинските услуги. Според анализата, минатата година 44% од граѓаните биле генерално задоволни од услугите што ги обезбедувала општината, во споредба со 39% во претходната година задоволство за време на ковидот. По прашањето која инстанца би најсоодветно би обезбедила услуги, 46% ја одбраја општината или локалната самоуправа, но 25% ја бира централната власт. Бројките покажуваат се во полза на нашата заложба да ги поддржуваме децентрализацијските процеси во општините и да го засилиме капацитетот на локалните самоуправи. UNDP работи на подобрување на овие процеси преку бројни проекти и иницијативи. Би сакал уште да споделам некои од нив. UNDP го поддржува процесот целокупниот процес на реформи и во владата и промовира соработка со владата, како и децентрализација на одговорностите и пренос на надлежностите од централно на локално ниво во согласност со препораките на извештајот на ЕУ за напредокот на земјата. Исто така UNDP обезбедува помош за локалните совети, општинските совети, кои се основата на локалниот развој. UNDP вложува напори во продолжување на капацитетот на општинските совети и директно ги вмешува граѓаните во носењето на одлуки, во подобрувањето на законодавството. И ова е нешто што е и глобално препознато. Развојот на методологии минатата година, според примерот на Јужна Кореја, според техничката документација, повеќе од 60 проекти, иницијативи, инфраструктурни проекти се развиени со помош на UNDP. Втората фаза од овие активности ќе започне со соработка со Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа. UNDP ја поддржува владата, Министерството за финансии за воспостави постабилни и посоодветни општински финансии со обезбедување на два инструменти за финансирање. Нешто што би следело со измени и дополнување на законот околу финансирање на локалните општини, самоуправи.
Исто така ги модернизираме и надградуваме локалните даночни системи како е дел од една реформа која се споредува со на повеќе нивоа меѓу Министерството на финансии, со управата за јавни приходи и локалните самоуправи. Една од најдобрите примери за соработката со МП во Свети Николе, каде што постои дигитализација на локалното прибирање на даноци и се зголемило прибирањето за 5 пати во општина Свети Николе. Постои воспоставување на меѓуопштинска соработка, каде што се вклучени 9 општини и се понудуваат дигитални услуги, нешто што беше во 2022 постигнато. Дополнително, освен фискалната децентрализација, општините им требаат поголеми приходи за да ги зголемат ресурсите, да ги подобрат даночното прибирањето на даноци, да спроведат соодветни проекти за финансирање од централната власт и да постигнат подобро управување со финансии. Ке заклучам со дека само со заеднички пристап на сите засегнати страни може да постигнеме одржливо, поотпорно, поинклузивни локални општини и да обезбедиме подобри услуги кои се обезбедуваат на граѓаните. Ви благодарам многу.